Најдобрите основци и средношколци од гостиварските училишта денес се собраа на едно место во општината, каде ги пречека градоначалникот Невзат Бејта да им го честита успехот и да им додели пофалници. 21 на број, сите прогласени за ученик на генерацијата во училиштето кое го посетуваат. Со труд и волја може многу да се постигне. На овие деца им посакувам да продолжат да редат успеси и во натамошното школување, порача градоначалникот. Нане програми тоа ќе ми коштува ренциите вечан. Лоши ученици нема, учениците се сите добри, тоа само зависи од односот на родителите, односот на директорите во училиштата и на наставниците кои што им предаваат ним. Јас посакувам овие ученици кои што ќе ги примат пофалниците да го продолжат нивното школување онака како што се школували претходно, бидејќи работата која ја прават учениците природно и во интерес на човештвото. Учениците на генерација во училиштата биле прогласени врз основа на оценките, освоени награди на надпревари, ангажираност во воннаставните активности. Пофалниците од општината наградените деца ги сметаат за показател дека нивниот труд се цени. Јас сум Мартин Јосифовски и завршив 4-та година во приватниот колеж Јахја Кемал во Гостивар. Денес градоначалникот на општина Гостивар нас не повика за да ни даде признание за најдобрите ученици на генерација и овој негов гест за нас значи многу, бидејќи тоа е еден доказ дека тој навистина ги цени учениците кои навистина се трудат и сакаат да успеат колку што можат повеќе во образованието. Јас сум Стефан Мерџановски, ученик во училиштето Гоце Делчев. Оваа година завршив 8-о одделение и мило ми е што некој го цени мојот труд и ми го дадува ова признание. Па јас ова го докажувам 4 години. За тоа време освоив 8 награди по математика, 2 награди на приватниот колеж Јахја Кемал. Често учествувам на спортски надпревари, пишувам песни кога има надпревари. Ова беше прв пат да се доделуваат пофалници на најдобрите ученици, иницијатива која ќе прерасне во традиција по секоја завршена учебна година.